Стотици сончеви колектори, фотоволтаични уреди, клима уреди и други несоодветни инсталации на комерцијални рекламни паноа и светлечки реклами треба да се отстранат во градот под Самуиловите кули. Охридскиот завод и музеј изготви точна евиденција, според која во стариот дел на Охрид, како и централното градско подрачје, вакви уреди се поставени на вкупно 561 објект. Најмногу, односно половина од нив, се поставени во урбаниот комплекс од чаршијата па се до Чинарот. Првиот човек на установата укажува дека рокот за нивно отстранување се ситни, а забелешките на УНЕСКО во однос на заштитата на старото градско јадро се ригорозни. Ако не сакаат да платат казни, охридските семејства треба да ги отстранат или да ги сокријат, да не се гледаат. Сепак, најголем проблем се вели соларните панели и сончевите колектори. Мислам дека следната мисија на УНЕСКО повторно ќе го постави тоа прашање и во најскоро време треба да се најде некако соодветно решение. Нашите ингеренции завршија со нивната евиденција. Направивме евиденција, приоритети и сега понатака другите институции треба да мислат како тие ќе се отстранат. Објектите кои представуваат заштитени културни добра од непроценлива вредност мора да бидат климатизирани, вели Патчев. Затоа ќе се бара начин да бидат соодветно дислоцирани. И вработените во Националната установа Завод и музеј сред летна жега ќе мора да се препотуваат. Оти на објектот има околу 10 клима уреди. Доколку овие уреди ги нема во проектите, значи дека станува збор за нелегално поставена опрема. Реагираат и граѓанските активисти. Во стариот дел од градот велат не се проблем само стотиците спорни уреди, туку и бесправно изградените настрешници и поткровја. Ова се проблеми кои се провлекуваат со години. На дворешниот дел од фасадата, значи не наликува на оно што бил на старата охридска архитектура, него и разни панели се поставуваат, разгладни апарати, веќе покривот не е соодветен како што требало бидат. Исто и канделабрите, ретко каде во градот, во стариот дел на градот ќе се сретете, значи нешто што асоцира на старо. Исто така и поплочувањето на старите градски улици, реновирањето не оди како што треба. Инаку од Завод и музеј уште пред 2 години извршиле инспекцијски надзор, пошто Управата за заштита на културно наследство изготвила решенија, изрекувајќи им и казни. Не помогна нити прирачникот кој го добиле од надлежните институции со упатства како да се однесуваат кон културното наследство.